Проширувањето на буџетот на општина Виница со дополнителни 4 милиони денари, според локалните власти, е неопходно за реализација на проектот од првиот форум за води, со кој општината обезбеди донација од Швајцарија за подобрување на водоснабдителниот систем во градот и населените места. Тоа беше централната точка на 16-тата седница на Општинскиот совет. Општина Виница, како и останатите општини, е добитник на грант во износ од 50.000 швајцарски франци, додека самата општина треба да учествува со околу 17% од вкупната сума која што е потребна за реализирање на проектот. Преку две форумски сесии, граѓаните на општина Виница одлучија парите да бидат наменети за две работи. Едната е набавка на нови пумпи, основна и резервна пумпа за сите бунари во градот Виница, значи имаме 3 бунари со по 2 пумпи и останати уште 6 пумпи да набавиме за населените места каде што има постојано се јавуваат проблем со работењето на пумпите. Другиот дел од средствата ќе бидат наменети за реконструкција на 110 метри од потисниот цевковод, како и 5 шахти каде често пати се јавуваат дефекти кои предизвикуваат проблеми. Сега кога ова ќе се заврши, значи кога ќе бидат поставени нови вентили, кога ќе имаме некој дефект кој што се наоѓа по должина на потисниот цевковод, само мал дел од градот ќе биде прекината водата за пиење, додека во останатите делови ќе се биде нормално, ќе се функционира нормално водоснабдувањето. Висината на средствата кои што се потребни за овој проект вкупно се 3 милиона и 300 илјади денари, од кои околу 2 милиона се наменети за набавка и за монтажа на пумпите во бунарите, додека околу 1 милион и 300 илјади денари се наменети за реконструкција на потисниот цевковод и на шахтите долж потисниот цевковод. Краткиот дневен ред се прошири со дискусија по 4 точки од Институтот советнички прашања. Советникот Илиевски даде предлог за некоја од наредните седници да се дискутира за опремување на посебна просторија за Советот и да се донесе одлука за електронско архивирање на материјалите од поранешната телевизија Виница. Како советнички прашања се наметнаа и повеќе предлози: опремување на венчалната сала и изготвување листа на приоритетни одлуки што ќе имаат соодветен рок за реализација. Исто така, советникот Евтимов од Блатец на иницијатива на жителите од ова село го покрена прашањата за одбележување на куќите со редни броеви во ова населено место. Меѓу точките на дневен ред на 16-тата седница на Виничкиот совет беше именувањето на нов член во училишниот одбор на Основното училиште Славчо Стоименски. На местото на актуелната пратеничка Магдалена Манаскова доаѓа Костадин Илиев, дипломиран правник. Одобрено беше и барањето на пациент од село Грљани за одобрување парични средства за операција. Советниците изгласаа општинска помош од 20.000 денари.